Почитувани граѓани, почитувани медиуми. За рудникот со Антимон во Крива Паланка, владата на Мицкоски рече дека здравието на граѓаните ќе било приоритет. СДСМ рече дека секогаш е некој бизнис на Мицкоски. Еве ја вистината. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска објавува нова бомба. Граѓаните ќе видат кој стои зад фирмите носители на концесиите на рудникот за Антимон во Крива Паланка. Донатори на ВМРО ОКГ. Да, почитувани граѓани. Она што Христијан Мицкоски се обиде да му го продаде на народот како наводен државен интерес и стратешки диалог со Соединетите Американски држави, всушност е само уште еден бизнис план. Профит пред здравје, бизнис пред народ. Одиме поред. Официјалните податоци од Министерството за енергетика откриваат дека моментален концесионер на локалитетот Луке е компанијата Ри Енергетика Пела ДОО Скопје. Кој е собственик на оваа компанија? Ѓорче Качурков, донатор на ВМРО ДПМН. Официјалните документи и финансиски извештаи недвосмислено го потврдуваат ова, како што можете да видите и во овој документ, а секако и позади мене. Ова, почитувани, е крунскиот доказ. Рудникот со Антимон е бизнис дил класична партиска концесија. И уште еден факт. Договорот во Вашингтон го потпиша Ник Јовановски од австралиската Пела Глобал Лимитед. Истиот тој, Николче Јовановски, кој уште во 2015 година, како застапник на фирмата на донаторот на ВМРО ДПМН, го потпишал договорот за концесија на локалитетот Луке. Исто документ кој што е јавно достапен, може да го види јавноста. Со ова, мрежата е целосно разоткриена, а центарот на контролата е повеќе од јасен. Значи, ВМРО ОКГ е подготвена да го жртвува здравието на граѓаните за профитот на своите спонзори. Дали е сега појасно? Ова, почитувани, е уште една причина зошто мора да има референдум во Крива Паланка и зошто треба да се прашаат граѓаните. Уште една причина зошто градоначалникот Митовски мора да ги слушне граѓаните, а не Мицкоски. Здравието мора да биде пред профитот на Мицкоски и ВМРО ОКГ. Ви благодарам.